А сега на сателитска врска треба да е повторно Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик, кој ќе ни се јави со она што најново се случува во Соединените американски држави. Да, јас очекувам да каже за ова со Пенсилванија и дали има и останати држави. Да, кои били првични резултати или показатели за од излезните анкети, Ведран? Само што затворија првите гласачки места во сојузните држави Индијана и Кентаки. За приближно 1 час ќе затворат и гласачките места во Вирџинија и Флорида. Милиони гласачи во САД денес решаваат кој ќе го наследи председателот Џорџ Буш во Белата куќа, демократот Барак Обама или републиканецот Џон Маккейн. Првичните индици за резултатот на гласањето преку излезните анкети се очекуваат во најскоро време, можеби при следното јавување. Стигаат и вести за потешкоти и проблеми при гласањето на преполните гласачки места. Во сојузната држава Вирџинија, каде трката е тесна, има долги редици. Луѓето чекали и по 2 часа. Во Њу Џерси, поради проблеми при електронското гласање, изборните органи морале да преидат на обични гласачки листчиња. Како куриозитет, двајца американци денес гласаа на изборите, но надвор од планетата Земја. Астронаутите Едвард Майкал Финки и Грег Шамитов преку доверлива електронска врска го дале својот глас од меѓународната вселенска станица, каде се наоѓаат во моментов. Во ТВ порака до избирачите на Земјата подвекоа: ако ние можевме да гласаме, можете и вие. Боријан? А ако некој ми искрши кутијата на Марс, Жане, ти имаш прашање. Нема тука, меѓутоа има кандидати што се јавуваат да помогнат. Ведран, со оглед на ова што ни го кажа ти и со долгите редици, очекувам дека одзивот е огромен, можеби и ова ќе биде историски. Каков е одзивот? За сега главна вест и карактеристика на изборите е досегашниот одзив на гласачките места. Колегата Јане Бојаджиевски регистрира каква е атмосферата во главниот град на САД. Јане, судејќи според сите индиции, ќе има голем одзив. Добро вечер, американските гласачи масовно излегуваат на овие избори за кои се сметаат историски по многу аспекти. И покрај дожливото време, енергијата за да се гласа на овие избори е неверојатна. Во националните анкети Барак Обама води пред Џон Маккейн, како и во некои сојузни држави кои традиционално гласаат за републиканците. Сепак сенаторот од Аризона се надева на победи покрај испитувањата на јавното мислење кои не се во негова корист во моментов. Американските гласачи се соочуваат со проблеми на гласачките места каде има голема фреквентност во рекордниот одзив на овие избори. Гласачите чекаат во долги редици широм Вирџинија, каде анкетите покажуваат тесна трка меѓу Обама и Маккейн. Во Њу Џерси проблеми со електронските машини ги принуди изборните лица да започнат да делат хартиени гласачки ливчиња. Во Њујорк, кој неофицијално се смета за упориште на демократите, се забележани редици долги 1 кварт. Волонтери се забележливи на речиси сите гласачки места, со цел да регистрираат евентуални неправилности. Треба да подсетиме дека освен председателските во Соединетите американски држави, денеска се одржуваат и конгресните и локални избори. За Сенатот се избираат 1/3 од сенаторите. Демократите имаат изворедна можност да освојат апсолутно мнозинство. Сите знаат дека таа заслуга најмногу би му припаднала на сенаторот Барак Обама и неговата изворедно организирана кампања. Ведран? Јане, ти благодарам. Боријан, Жане? Ведран, Јане ги спомна изборите за Сенатот и Претставничкиот дом. Каква е важноста на изборите за Сенатот и Претставничкиот дом? Боријан, демократите се надеваат дека фрустрацијата поради економската ситуација и нискиот рейтинг на Џорџ Буш ќе им помогнат на изборите да добијат мнозинство во Американскиот конгрес. Денес се гласа за сите 435 места во Претставничкиот дом и за 35 од 100 во Сенатот. Демократите досега имаа само тесно мнозинство во Сенатот, но се надеваат да добијат уште 9 места за да дојдат до вкупно 60, со што републиканците би немале доволно да блокираат или да елиминираат легислативи предложени во ова тело. Демократите се надеваат и да го зголемат и мнозинството во Претставничкиот дом. Републиканците пак предупредуваат дека цената на евентуалното демократско мнозинство во овата дома и во Белата куќа би биле повисоки даноци и скапи владени програми. На изборите во неколку сојузни држави инаку се гласа и за контроверзни прашања, како еднополовите бракови, абортусот и еутаназијата. Боријан, Жане? Ведран, ние ќе останеме тука најверојатно до 2 часот и утре изутрина повторно ќе се видиме со тебе. Дали тогаш ќе ни го соопштиш победникот? Се надевам дека до тогаш
ако не победникот, барем ќе ги имаме првичните индици. Благодарам, Ведран.